Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Драги пријатели, ви поздравувам во новото издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ќе започнеме вака. Студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кои имаат индекс со заверен семестар, ќе можат да ги следат програмите на националните установи од областа на културата со 50% поевтини влезници. Ова олеснување за студентите доаѓа по потпишаниот меморандум за соработка меѓу Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Ете, ова е темата на која е посветено денешното издание на емисијата Студентски парламент на UKLO FM Битола. Останете со нас на 90,8 за да дознаете повеќе. Започнуваме по музичката пауза. Сакав да кажам, се да ти кажам јас, колку се лажам, дека те надминав и потешко дишам, кога се немаме. Знај за секогаш ќе те сакам јас и кога светот ќе остане нем, за секогаш ќе те сакам јас. Ако разбереш, разбери се. Не сум рекла не, кога сме среќни, малку сме суетни и бараме уште, стануваме далечни и потешко дишам, кога се немаме. Знај за секогаш ќе те сакам јас и кога светот ќе остане нем, јас за секогаш ќе те сакам, знам. Ако разбереш, разбери се. Не сум рекла не, не сум рекла Знај за секогаш ќе те сакам јас и кога светот ќе остане нем, јас за секогаш ќе те сакам, знам. Ако разбереш, разбери се. Не сум рекла не сум рекла не. Како што кажавме во најавата, студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кои имаат индекс со заверен семестар, ќе можат да ги следат програмите на националните установи од областа на културата со 50% поевтини влезници. Ова леснување за студентите доаѓа по потпишаниот меморандум за соработка меѓу председателот на Универзитетското студентско собрание на UKLO Борис Гушевски и Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска.
Меморандумот се потпиша на 5 февруари 2024 година во Студентскиот информативен центар на УКЛО, а начинот на потпишување, освен членовите на Универзитетското студентско собрание, присуствуваа ректорот на Универзитетот професор доктор Игор Неделковски и проректорите Горан Илик и Јасмина Буневска-Талевска, што му даде дополнителна тежина на настанот. Потпишувањето на меморандумот за соработка го организираше Универзитетското студентско собрание на УКЛО, што говори за посветеноста и ангажираноста на членовите на ова студентско тело за подобрување на студентскиот стандард и секако за обогатување на студентскиот живот. Проректорката за студентски работи, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, пред министерката Костадиновска-Стојчевска го искажа своето задоволство од работата и вклученоста на УСС во сите настани кои ги организира универзитетот. Еве што рече таа. За нас Универзитетското студентско собрание е агрегат на вредности и на идентитети. Откако сум јас проректор за студентски работи, Борис се трет председател на Универзитетското студентско собрание. Нашето Универзитетско студентско собрание е дел од целокупното функционирање на универзитетот. Имаме постојани консултации, тие се во постојана размена на идеи не само со нас, но и со сите чинители во општеството, и овој чин денес на воспоставување на една продлабочена соработка со Министерството за култура, имајќи ја со нас и Министерката за култура, е од посебно значење. И ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, ги поздрави превземените чекори од Министерството за култура, но и на Универзитетското студентско собрание, кои донесуваат одредени бенефиции за студентите. Во предложение, еве што рече и тој. Задоволство ми е да поздравам еден настан кој што обезбедува дополнителни бенефиции за нашите студенти, бенефиции кои што се вообичаени во многу земји во светот. Студентите со своите легитимации, се надевам ќе успееме да направиме мобилна апликација, уште со една од вашите претходни председателки која се викаше Дора, разговаравме за развој на мобилна апликација, наместо да имате, меѓутоа немавме средства. Се надевам сега дека ќе обезбедиме да остварувате права не само во областа на културното живење, него општо во општественото живење. Тука е нашата министерка, битолчанка, професорка на нашиот универзитет, што е многу битно, која ревностно си ги извршува професорските обврски, иако по законот не е должна. Секогаш прави иновативни, креативни предлози, така и овај за користење на 50% попуст при настани кои што се под надлежност на Министерството за култура. Јас милувам да кажам зошто е ова битен за еден студент. Студентскиот живот не е само учење. Студентскиот живот е дружење, општествена активност. Во најводечките светски универзитети, кога аплицирате за некоја позиција или во фирма, покрај вашата диплома со оценките бараат сертификати, податоци, што сте правеле додека сте биле вие студенти. Значи, треба да бидете општествено активни. А културата е еден од механизмите каде што може многу да бидете активни, многу да научите, многу да размислите. Суштината на културата е да сите размислуваме за сопственото живење, за сопствените постапки и да ги користите овие бенефиции. Да не бидат само на хартија. Одете кој ќе немате, кој ќе врни, не ви се оди на кафе, одете во музеј. Одете на кино. Одете на театар. Само така ќе се социализирате и ќе ви доаѓаат нови идеи. Бидејќи вие, како млади, сте креативноста. Не сме ние. Ние може би сме искуството, може би некој пат мудроста возрастните, но креативноста се вие. Користете ги овие бенефиции и сите воопшто и бидете активни студенти.
Сега одиме со мала музичка пауза, а потоа и подетелно за значењето на потпишаниот меморандум од обраќањето на министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Srede ovoj asfalt žežo, beše moja diva jagoda. Zbor od zbogom zbora težo, koga nekoj silno zasakaš. Se prepravam, a znam zašto. Od mene samih se odkaža. No i hvapijam crno vino i otvojite oči pod crno. Ne bi sakal da te sonam, a te sonam ušte počesto. Se pretvorim u tvoj šepot. Odusni, teško ke me izbrkaš. Izlaži me, ušte jednaš, kaži deka ne mi trebaš, da ne bi dam tvoje mi na to. Zavedi me, ušte jednaš, koga veke srce nemaš i kameno mi je pod tobom od nego. Stojam sam na asfalt žežo, nema veke divi jagodi. Zbor od bolka, zbor težok, potežok od site naviki. Te poznavam po tvojot parfem, što toliko često jazvo mirisav. Izlaži me, ušte jednaš, kaži deka ne mi trebaš, da ne bi dam tvoje mi na to. Zavedi me, ušte jednaš, koga veke srce nemaš i kameno mi je pod tobom. Daj barem izlaži me, ušte jednaš, kaži deka ne mi trebaš, da ne bi dam tvoje mi na to. Zavedi me, ušte jednaš, koga veke srce nemaš i kameno mi je pod tobom od nego. Јавене повторно назад во емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, во која говориме за потпишаниот меморандум за соработка меѓу Универзитетското студентско собрание на Укло и Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, со кој е уреден студентски попуст од 50% на влезниците за сите студенти кои што имаат индекс од заверен семестар за влез и следење на програмите на националните установи од областа на културата. Веќе кажавме дека меморандумот се потпиша на 5 февруари 2024, а својот подпис на него од страна на студентите го остави председателот на Универзитетското студентско собрание Борис Гушевски. Зошто е важен овој меморандум? Еве што вели Гушевски. Од голема важност за зголемување на
заинтересираноста и посетеноста од младите лица на овие културни манифестации, односно ние студентите, а исто така ова истакнува нашата културна свест и не ги развива нашите гледања културата на нашата држава. Потоа овој меморандум за нас како студенти е од големо значење и тоа ја кажува само нашата страст како студенти за подобрување на животниот стандард на студентите во оваа држава и се одликува директно на работата на нашето универзитетско собрание. И за крај би сакал да му се заблагодарам на министерката за незината професионалност и посветеност и незиното залагање кон сите наши поплаки како студенти. Со ова значајна иницијатива за студентски попуст во сите национални установи што се под надлежност на Министерството за култура, овозможуваме културните настани да се подостапни за студентите, како и да обезбедиме поквалитетен студентски живот и подигнување на нивниот стандард, рече министерката Костадиновска Стојчевска на подпишувањето на меморандумот, но зборуваше и за други активности превземени од Министерството за култура. Нејзиното обраќање ви го пренесуваме во целост. Секогаш е чест кога имам работа со студенти, со млади луѓе, со иновативни идеи, затоа што сметам дека универзитетот го развива академскиот кадар, меѓутоа движечката сила треба да се токму вие. И ова иницијатива која што беше делумно залагање, така да кажам, на одреден дел од националните установи, ја ставивме на хартија да важи за сите, со тоа што после вас ќе следи и Универзитетското собрание, се надевам на Гоце Делчев во Штип, понатаму заедно со Средношколската унија ќе го направиме истиот чекор, затоа што сметам дека само на овој начин можеме да ја направиме културната подостапна за сите. И се согласувам со ректорот дека не е само студирањето дел од вашите 4 академски години или мастер студии или докторски студии, туку целокупното ваше действување, што сте правеле во текот на тие 4 години и ова иницијатива ќе остане запаметена како еден дел од вашата заложба за подобрување на студентскиот стандард, но и за она што морам да кажам дека како министерка за култура еден од најголемите проблеми со кои се соочуваме, тоа е одливот на кадар. Зошто го велам тоа? Затоа што особено во полето на култура, заради одредени случувања во општествените кругови, не имаме голем недостаток на кадар и тоа доколку сте запознаени и тоа што го истакнав и кога го подпишувавме договорот со студентското собрание на УКИМ, е дека имаме поднесено закон во собрание со кој што ќе помогнеме да се стипендираат дефицитарни кадри во областа на култура. Таму детектиравме 8 насоки кои се распространети на неколку факултети во УКИМ, како археологија, етнологија, архитектура, историја на уметност, општа историја, конзерватори, дел од струките на Ликовна академија и дел од струките на филозофски факултет, со тоа што тие студенти кои што ги се стипендираат во текот на 4 години со владина стипендија, односно државна стипендија од 18.000 денари месечно, ќе потпишат договор дека одреден број на години по нивното завршување ќе работат во националните установи од областа на култура. И сигурно знаете или сте слушнале кога некој ќе збора за професорката од Битола, секогаш се бунат синдикатите, а тоа е дека платите во култура сега се на многу високо ниво и сега веќе културата станува привлечна и за вработување. Ако до пред, 19-20 години тоа беше едно поле каде што не беше доволно вреднуван трудот, сега веќе платите во култура од 2019 година наваму се навистина на едно солидно ниво и се одржливи преку тој колективен договор што го имаат подпишено, така да сега полето култура станува и тоа како привлечно за вработување и тоа е она што се обидовме да го направиме со ова измена на закон, односно да влечиме пари од одреден фонд со кој што ќе ги стипендираме студентите, а од друга страна од истиот фонд па земаме пари за заштита на културно наследство. Што значи не е само да се вработат студенти во тие установи, туку треба и да им дадеме и соодветен буџет со кој што тие понатаму ќе работат, особено археолозите, конзерваторите, историчарите на уметност и така натаму. Ова е еден чекор кој што го правиме како Министерство за култура заедно со дел од пратениците во собранието, затоа што јас лично сметам и како не само како министер, туку како професор дека треба да им ги дадеме на студентите сите можности, освен дипломата, за да останат тука кај нас. Токму затоа и во 2018 година се промени и законот за високо образование, каде што после многу долго време се овозможи демонстратори
по факултетите, се овозможи асистенти по факултетите, за разлика од моето време кога јас се вработував, кога морав да бидам лектор, да имам одредено искуство, па да можам да се вработам, а да не зборувам за оние наставни групи каде што нема можност за лектор, туку мора директно да биде првото вработување како асистент. Што значи дека предусловите ги имате и закон за високо образование, кој што е доста либерализиран, тој од 2018 година, и ваквите меморандуми кои што се надевам дека ќе следат и помеѓу други министерства, како што разговаравме и со другото студентско собрание, и со другите министерства, се она што го имате и вие како барање, ние како министри да можеме да го ставиме на хартија и да ви удоволиме, за да имате можност да имате не само студентски живот, туку да имате и културен живот. Разговаравме за други видови на олеснување, кои што веќе се пренесени понатаму до другите министерства, затоа што тој популарно наречен brain drain, кој што ни се случи преди известно време, само вака ќе го застанеме. Доколку ви пружиме и квалитетно образование, меѓутоа и квалитетен студентски живот надвор од студентските клуби. По официјалниот дел од настанот, по потпишувањето на меморандумот за соработка, имаше пресконференција на која беа појаснети некои сегменти. Останете со нас да слушнете. Од време на време на тебе ке ми текне памет, ке ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, 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 но сум насмевка. С повеќе се сакам сама, 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 таа старата. Јави се и преку ден, не е само после полнок. Не е окей да те снема како ветер, како дошол, така и отишол. А сакам како тебе да сум, сите чувства да ги ставам на мјут, а јас сакам како тебе да сум, да те барам кога немам друг. Од време на време на тебе ке ми текне памет, ке ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, 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 но сум насмевка. С повеќе се сакам сама, 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 таа старата. Да, ти си тој што на мир не ме остава. Да, ти си тој, ништо не решава, за утре остава. Сакам како тебе да сум, сите чувства да ги ставам на мјут, а јас сакам како тебе да сум, да те барам кога немам друг. Од време на време на тебе ке ми текне памет, ке ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, 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 но сум насмевка. С повеќе се сакам сама, 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 таа старата. Од време на време на тебе ке ми текне памет, ке ми летне кон тебе. Ако се сетам како беше, по-добро е да сум сама, 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 но сум насмевка. С повеќе се сакам сама, 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 таа старата. Јави се и преку ден, не е само после полнок. Како што рековме на пресконференцијата што се одржа по потпишувањето на меморандумот за соработка меѓу Универзитетското студентско собрание на УКЛО и Министерството за култура, министерката Бисера Костадиновска-Стојчевска по прашањата од новинарите да објасни некои сегменти врзани за преземените иницијативи од страна на Министерството. Слушнете во предложение.
Ова е една иницијатива која што започна пред извесен период и се надевам дека сите други студентски собранија ќе се нафатат на еден ваков чекор, затоа што ова е еден начин како и да ја доближиме културната политика до сите, културните настани да бидат достапни за сите и со тоа ќе овозможиме поквалитетен студентски живот, подигнување на студентскиот стандард и најголемата мерка што имаме како задача пред нас, не само како политичари, туку како професори, да ги задржиме младите дома. Колку национални повелете. установи ќе бидат опфатени или се опфатени? Сите национални установи кои што се под надлежност на Министерството за култура, додека пак на локалните ќе им ја предложиме. Ова мерка тие се под локална самоуправа, нив не смееме да ги вклучиме во овој меморандум, меѓутоа нив ќе им препорачаме доколку тие сакаат да прифатат. Тоа секако ќе оди на конто на студентите, а меѓутоа сите национални установи, сите театри, сите центри за култура, сите археолошки наоѓалишта, секаде се што е под надлежност на Министерство за култура и тоа ќе биде објавено заедно со информацијата која што ќе биде проследена до јавност. Значи, студентите со студентскиот попуст ќе може да ги следат програмите на сите национални установи од областа на културата во земјава со 50% поевтини влезници. Или со бројки тоа се 16 центри за култура, 12 музеи, 8 театри, 5 заводи музеи, 5 библиотеки, 3 галерии и 2 спомен куќи. Костадиновска Стојчевска посочи дека ова иницијатива се планира да се прошири и за средношколците. Правиме сега некои иницијални контакти, тоа да го направиме затоа што кај нив се осеќа уште повеќе чувството дека имаат потреба од поголемо присуство на не само на културни настани, туку и на музеите, на заводите, на сите центри кои што каде што има доста интересни содржини за нив, да не бидат врзани само за она годишна програма од Министерство за образование и наука, туку да можат по намалени цени да одат секој ден и самостојно, не само организирани во групи. Министр, ќе најавивте и дека ќе вложите напори студентите да можат и да се вработуваат, односно нели Да. кажавте одредени единици од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, како тука студентите од дупло би можеле да се... Тоа е предлог на измени на законот за игри на среќа, од каде што земаме одредена сума, која што ја пренасочуваме во два посебни канали, еве така да се изразам. Едната е Фонд за заштита на културно наследство, затоа што како држава располагаме со огромно културно наследство и за тоа треба и кадар, требаат и финанси. Вториот начин, речем, на финансирање во така наречени дефицитарни кадри, односно тука се пред се филозофскиот факултет, односно насоките за историја на уметност, историја, археологија, етнологија, одредени струки односно наставни групи на Ликовна академија и еден дел од студентите од архитектура. Затоа што во најголем дел има недостаток на архитекти, археолози, истражувачи, особено во областа на заштита на културно наследство, и овие групи беа пронајдени на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Се разбира доколку има такви групи на овој универзитет дека ќе пристапиме кон вклучување кон нив, да кон оваа информација или кон измените на овој закон, како што се случи со стипендирањето на студенти по македонски јазик, кој што знаете заради голем дефицит од пред неколку години, како влада пристапивме кон стипендирање на студенти кои што студираат македонски јазик, особено наставната насока, па така и студиската група која што постои на педагошки факултет е вметната во можноста за стипендирање на студенти по македонски јазик и литература, наставна насока. Се надевам дека со секој друг дефицитарен кадар би се постапило така разумно, затоа што само доколку понудиме иднина, младите ќе останат тука. Доколку не им нудиме иднина, не можеме да очекуваме дека некој би останал во државата или би останал на иницијално образование за кое што се образува. Јас сум по пределба професор по англиски јазик и книжевност и никогаш не скршнав од тој пат, затоа што ги имав и можностите. Студирав на филолошки факултет, имав можност тука на педагошки факултет, кога веќе беше во зачнување таа студиска група, да студирам и знам што значи кога ќе се понудат можностите од аспект на студент кој што тогаш почнува. Токму затоа реков дека и младите ги имаме секогаш во фокус, односно измените во Законот за култура предвидуваат 0 работно искуство, кога младите актери, конзерватори, археолози прв пат би влегле во национална установа. Тоа беше што досега се регулираше само со минимум 5 години работно искуство. Ако не им дадеме шанса на студентите кои што туку што дипломирале да створат
да имаат допир, контакт со установата и со професијата од која што одбрале да ја работат, како би можеле понатаму од нив да очекуваме, еве така да кажам, повратна информација. Токму затоа пристапивме кон тоа, заради страшно голем недостиг на стручни кадри, меѓутоа и сметам дека е добра мерка за како ќе си ги задржиме студентите тука во Република Северна Македонија. На крај што да кажеме дека иницијативата за студентски попуст во националните установи од културата започна со подпишување на меморандум за соработка со Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, а поради добрата практика, министерката за култура изрази надеж дека и студентските собранија на другите универзитети ќе ја прифатат оваа мотивирачка мерка. Останува вие, студентите на УКЛО, да се заинтересирате повеќе за културните настани, што се во градот и секако во државата, затоа што попустот за студентските влезници важи за сите, како што кажавме, државни национални установи од областа на културата. Посетувајте ги и уживајте во нив. Хеј, се што имам би ти дал и за секој празник јас тебе би те посакал. Хеј, и во чуда верувам, штом те видов тебе знам, ти ми недостигаш. Кој те роди толку мила, толку сладка, толку фина, убава. Еј, кажи ми да знам, не ти треба тебе шминка, ти си моја Афродита, убава. Божја креација, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена. Толку мила, толку сладка, толку фина, убава. Еј, кажи ми да знам, не си ти за еден викенд, ти си за нам еден месец, знаеш ли? За мене ти си родена, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена, камо тебе. Тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди и водеше главниот одговорен уредник на УКЛО Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Бидете понатаму со нас на 90,8 МГц. Мразам што те сакам, а сакам да те мразам, но не оди. Казвам преку себе кога пак ќе лажам, преболи. Знам дека те губам и дека без тебе губам. И знам дека те љубам, не можам да замислам со друг. Мразам што те сакам, не мирувам. Колку близко сме, а толку далеко. Патерот, кога ќе ми стане сено, ќе ни биде криво само
Срамотно во сузи за десет. Уште си годна, заслужи ова те сака без резерв. Кажи дека одиш, кажи без извини. За мини мразам што те сакам, не миру. Колку близко сме, а толку далеку. А терат, кога ќе ми стане сено, ќе ни биде криво само заедно. Колку можеме заедно, колку можеме заедно. Мразам што те сакам, не миру. Колку близко сме, а толку далеку. А терат, кога ќе ми стане сено, ќе ни биде криво само заедно. Колку можеме заедно. Укло ФМ Битола, февруари 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ Битола.